Добар ден, почитувани гледачи. Под лупа ќе ставиме работата на општина Охрид во изминативе 3 години. А отчет за тоа ќе ни даде градоначалникот Никола Бакрачевски. Добре дојдовте во лупа, градоначалник, на моје задоволство. Добре најдов и поздрав до гледачите на нашата ценета телевизија. Се надевам дека во наредните сат и пол ќе имаме можност да го земеме вниманието на дел од вашите гледачи кои што можеби не го користат убавото време за прошетки во убавите шеталишта и рекреативни зони на Охрид. Бидејќи Охрид е интерес за сите нас, затоа што е градот што го сакаме и таму каде што живееме и сакаме да ја поминеме нашата иднина, иднината на нашите деца, сигурна сум дека ќе предизвикаме интерес затоа што од тоа во каква состојба ни се наоѓа општината и во каква состојба ќе биде зависи живеењето во овој град. Сега, како што реков, отчет за 3-годишното работење на општина Охрид, 4 април, еден датум кој што верувам дека и во аналите на општината ќе биде забележан како датум кога Никола Бакрачевски седна на фотелјата градоначалник на општина Охрид, а и во вашиот личен живот ќе биде забележан. 3 години се зад вас, 3 години од вашиот мандат, па еве, кои се вашите импресии, искуства и дали оние очекувања кои што ги имавте се исполнија барем до некаде? Добро, имате право дека желба на секој поединец во една заедница, така и во градот Охрид е да остане запаметен по делата кои што ги направил, без разлика во која област делувал или го остварувал своето влијание во заедницата. Меѓутоа, она што е најважно за градот Охрид не се индивидуалните записи на поединците. Важно е колку во одредена епоха од развојот Охрид ќе оди напред. И тоа за мене е најважна работа. На 4 април 2013 година, на првиот ден од мојот мандат, со дел од мојот тим, кога ги поставувавме основните визии или постулати на нашата работа, кажавме дека од неколку работи не може да се отстапи. Тоа е пред се честната и одговорна работа, максималната посветеност кон целите и задачите кои што ќе ги поставиме или кон приоритетите кои ќе ги одбереме и транспарентноста и отчетноста во работењето. И од овие постулати не сме отстапиле ниту еден момент од практикување на мандатот. Јас веднаш после добивање на мандатот би рекол се потрудив заедно преку мојот тим да овие постулати бидат етаблирани како нешто кое што постојано ќе има ехо во свеста на сите оние кои што се вработени во локалната самоуправа и сметам дека за 3 години успеавме да ја промениме, ако не потполно, меѓутоа да ја промениме свеста на вработените во локалната самоуправа во делот на поставување на одговорноста, отчетноста и посветеноста во работење како основен постулат кон кој што сите ние како субјекти кои што допринесуваме за живењето во градот треба да го имаме пред себе. Сметам дека успеавме и од разговорите со граѓаните кои што ги обавам секојдневно, зборувам со обичните граѓани, со кои што можете да се сретнете на било кое место во градот. Дали тоа ќе биде на улица, дали тоа ќе биде на прошетка, дали тоа ќе биде во некој кафе, дали ќе биде во ресторан, можеби во домот на некои луѓе, на прослава, на роден ден или на било што. За мене е многу важен фидбекот што граѓаните го имаат во делот на размислувањето за локалната општинска администрација, односно размислувањето на обичните луѓе. Значи, луѓето кои што се растеретени од баластот на идеолошка или би рекол можеби и партиска преокупираност во нивното секојдневие. И тоа се
истите оние луѓе од кои што и јас најмногу ги црпам размислувањата за формирање на оценката на она што ние го работиме. Сега Според нивното, ако ми дозволите, размислување доминира фактот дека општинската администрација се подобрува и во делот на ефикасноста во работењето и во делот на квалитетот на услугите кои што ги дава на граѓаните на Охрид. Сакав само тука да се надоврзам и јас, значи на 4 април символично вие го пред граѓаните на Охрид го поднесовте отчетот за 3-годишното работење и еден факт кој што мене така ми падна во очи, тоа го направивте на надвор од општинската зграда во еден природен амбиент што за мене представува излегување од тие рамки на една институција, отвореност кон граѓаните и можност за да пристапи и тој отчет да го слушне и да го види секој. Секако дека во право сте, символиката на излегување од стереотипите не беше за да ние ја промениме сценографијата на местото каде што ќе даваме пресконференција. Меѓутоа, тоа требаше да го отсликува, да ја отсликува пролетта на целокупното живење во Охрид, во смисла на будење на позитивна енергија кај луѓето. Од друга страна, точно како што кажавте, за нас беше многу важно да отчетот, односно излагањето по повод излегувањето на 3-годишниот отчет, го може да го слушнат сите граѓани. И обичните минувачи кои што случајно ќе се затекнат на местото каде што ние го дававме отчетот. Да сватат сите дека нашата цел е отвореност кон граѓаните на Охрид и транспарентност во поглед на она што ние го работиме. И тоа и беше целта во делот на одржување на пресконференцијата или излагањето за отчетот во природа. Тоа ја покажуваше нашата отвореност кон граѓаните, кон нивните идеи, кон нивните предлози, од кои што ние ги црпиме, односно ги структурираме нашите програми за работа, а кои што се содржани низ реализираните проекти кои што ние ги наведуваме во отчетот. Тоа и беше символиката на излегување од стереотипите. Така. 200 страни е оваа книга која што можат гледачите да ја забележат еве на ова округла маса од емисијата Под лупа. Но 200 страни можеби не се многу за 3-годишно работење и сигурна сум дека тука е сублимирано само на најважното. Значи во тој отчет, во тоа 3-годишно функционирање и работење на локалната во овој состав и вас како градоначалник има многу повеќе. Многу повеќе во позадина која што обичниот граѓани не го знае. Ние гледаме само асфалтирани или неасфалтирани улици, поплочени или не поплочени тротоари, направени ветени, направени или не направени проекти, но што се случува зад вратите на локалната. Значи, колку е лесно или тешко да се седи на таа фотелја или на тоа столче, да се менаџира со сите тие проблеми за кои што секојдневно се соочувате, земајки го во предвид и долгот кој што го наследи општина Охрид, а кој што датира од неколку градоначалници претходно. Добро фокусирано прашање, кое што навистина заслужува одговор кој и јас како градоначалник и моите служби се обидуваат низ овој наш 3-годишен мандат да го наметнат како вистина меѓу граѓаните на Охрид. Точно е дека сите оние проекти кои што ние сме ги реализирале во овој 3-годишен мандат не одекнуваат подеднакво кај секоја популација на граѓани во Охрид. Секако дека оние кои што граѓани на кои што им е задоволена некоја потреба во делот на барањата кои што тие ги испорачале према нас уште пред изборите, или во кампањата, или во текот на нашиот 3-годишен мандат, сигурно дека ќе има импакт во градење на нивното размислување, нивната перцепција на ова локална самоуправа. Меѓутоа, во локалната самоуправа, во работењето на локалната самоуправа или менаџирањето со средствата и со ресурсите на локалната самоуправа се одвиваат многу комплексни процеси. Вие добро кажавте дека еден од фундаменталните постулати кои го одредува
работењето на локалната самоуправа е секако висина на долгот. Јас навистина жалам што ова морам да го спомнувам повеќе пати во текот на мојот 3-годишен мандат. Меѓутоа, повторно ќе кажам, многу работи, многу ветувања, многу идеи, многу предлози на граѓаните и многу барање и потреби на граѓаните зависат од сервисирање на овој долг. Значи, она што ние како новина го внесовме и јас за кој што сум цврсто убеден дека ќе се отслика во секоја друга локална гарнитура после нас и секој друг градоначалник е одговорно поставување кон задолжувањето на општина Охрид. Бидејќи неколку годишното или децениското запоставување на проблемот на задолжувањето, односно на обврската да се сервисираат долговите, не доведе нас во ваква ситуација да еден ден градот Охрид има 2 милиарди 38 милиони денари долг или заедно со јавните предпријатии и училиштата кои што се под ингеренција на локалната самоуправа, тој долг да биде скоро 3 милиарди денари. Тоа е она што јас сакам да го истакнам, а за кое сум сигурен дека ќе биде правило на секоја наредна локална самоуправа. А тоа е одговорно однесување кон задолжувањата, бидејќи импликациите од несервисирање на долговите се далекосежни и се катастрофални по работењето на локалната самоуправа, меѓутоа и по живењето на граѓаните во Охрид. Јас ќе илустрирам само еден прост пример зошто го кажувам овака, бидејќи ние 3 години менаџираме помеѓу од една страна притисокот кој што нас не го прави долгот, а кој што по основ на законски затесни камати постојано расте, и од друга страна притисокот кој што нас не го прават потребите на граѓаните во Охрид. Значи, тоа е еден механизам кој постојано ви ја наметнува потребата од балансирање. Затоа што ако вие ги запоставите долговите како што се правило 10-15 години наназад, значи доаѓате во ситуација во која што ние се затекнавме во 2013 година на почеток на мандатот, а тоа е да имате блокираност на сметките со кои што работите, почнувајќи од општината, па преку јавните предпријатија, па понатака и школите или сите институции, во принцип скоро сите институции кои што се под ингеренција на локалната самоуправа, и од друга страна имате ситуација во која што долгот постојано ви расте. Јас неколку пати сум кажал како е куриозитет, еден интересен податок, дека секој клучување на општината наутро не чини 14.500 евра пораз на долгот, ако вие не го сервисирате. Значи, лесно е за секој оној кој ќе ја раководи локалната самоуправа како градоначалник да каже: јас ќе ги оставам долговите на страна, јас ќе гледам што се потребите на граѓаните, јас ќе гледам да работам на потребите на граѓаните и целокупниот буџет ќе го трошам само на потребите на граѓаните. Свесни сте, само тука ќе ве потпрашам, свесни сте ли дека после завршувањето на вашиот мандат, ретко кој од граѓаните ќе каже: да, во времето на Никола Бакрачевски се одолжи општината за толку и толку средства. Значи, мислам дека мал број на луѓе тоа ќе го потенцират, а сите ќе велат се направи или не се направи таа улица, се направи или не се направи тој плоштад. Значи, вие свесно се одлучивте да одите на тоа да се враќа дел од долгот, знаејќи дека можеби не ќе биде тоа најпопуларната мерка лично за вас како за градоначалник. Потполно сум свесен за таквата перцепција кај граѓаните и јас знам дека граѓаните на Охрид помалку се интересираат за висината на долговите, а повеќе се интересираат за дебелината на оваа книга што се вика Отчет. И мене ми е совршено јасно. Меѓутоа, одговорноста кон градот Охрид е посилна од мојата желба за задоволување на перцепциите на граѓаните, бидејќи градот Охрид или заедницата која се вика Охрид не може да прости неодговорно однесување, бидејќи иднината на Охрид зависи од сервисирање на долговите, меѓу другото и од сервисирање на долговите. Затоа јас ви кажав, јас не сум убеден дека постоечките законски регулативи овозможуваат на општината
јавните предпријатија и школите кои што работат во рамките на локалната самоуправа да работат и со блокирани сметки заради несервисирани долгови. Меѓутоа, не сум убеден дека оваа ситуација вечно ќе трае и дека еден ден законските рамки нема да бидат поинакви во Република Македонија, во кое што на правните субјекти, во кои спаѓаат и општините, ќе му биде дозволено да работат со одредена сума на основни средства под кои што, да кажеме, извршителите не ќе можат да го вршат извршувањето на парични средства и на имот. Еден ден, предпоставам дека и таа ситуација ќе се промени. И што ќе се случи тоаш? Тоаш во еден исти ден може да се случи да банкротира и општината, и јавните предпријатија, и школите, и да настане тотален хаос во едно општество. И затоа кажувам дека висината на долгот е суштинска работа од која што зависи менаџирање на локалната самоуправа и потребите на граѓаните во Охрид. Затоа што, повторно ќе кажам, ако ние оставевме да не ги сервисираме долгите по типот на она што представуваше одлика на претходните локални гарнитури, денешниот долг на општина Охрид после 3 години отприлика ќе беше дуплиран. Колку е сега долгот, градоначалник? Цело време зборуваме за долгот, но не кажавме сума. Јас можам во овој момент да ви кажам колку долгот е сервисиран. Бројките се оние кои што јас ги кажав на пресконференцијата по повод отчетот, а тоа е дека до сега во текот на нашето тригодишно раководење со градот исплатени се обврски по сите основи во висина од 843 милиони денари или долгот е намален за 567 милиони денари. Меѓутоа, она што сакам овде го истакнам е дека долгот, а она што веројатно прави забуна кај некои политички субјекти во Охрид, кои што не навлегле доволно во анализа на економските движења или на финансиските показатели во градот Охрид, е дека долгот е динамичка категорија. Динамичка затоа што се менува по основ на законски затезни камати. Значи, ако јас кажам дека денес долгот е намален за 567 милиони денари, тоа не значи дека долгот ќе биде исти утре. Не знаете што ќе ви пристигне утре? Какво изненадување? Не само тоа. По основ на законски затезни камати, во однос на извршните судски решенија, долгот постојано расте. Јас ви кажав дека кога го направивме пресекот во 2013 година, долгот по сите задолжувања, по сите основни, изнесуваше 2 милиарди 38 милиони денари само на локалната самоуправа, само на општина Охрид. Меѓутоа, исто така кажав, не случајно, не затоа што сакав да ги забавувам граѓаните на Охрид и да кажам податок дека долгот ни расте 14.500 евра на ден, туку за да граѓаните добијат представа дека долгот е динамична категорија и дека доколку ние не пристапиме кон сервисирање на долговите, дека долгот по основ на ова дневно растење на долговите денес ќе беше дуплиран. Значи, ќе беше можеби отприлика 4 милиарди денари. Ако бил 2 милиарди и 38 милиони, предпоставам дека за 3 години ќе се дуплираше висината на долгот. По предпоставка да немавме долг, општината да почнеше со чиста сметка, значи, што се ќе направевте со овие пари, што сега ги вложи, мислам е хипотетичко прашање, но сепак сигурно некаква визија имавте и имате. Знаете што? Еве пластично на граѓаните да им кажеме колку пари се во прашање. Многу често на моите соработници им кажувам, односно си го поставуваме пред себе истото прашање кое што денес вие ми го поставувате мене. Меѓутоа, толкава е нашата напнатост од долгот кој не притиска, што не можеме да се опуштиме и да размислуваме што би направиле доколку ние целокупниот буџет кој што го носиме на ниво на општина Охрид го трошиме за реални проекти на граѓаните на Охрид. Ако денес имаме отчет од 200 страници, тоаш предпоставам дека најмалце отчетот на општина Охрид за 3 години ќе беше 400 страници. Или ќе изработиме барем дупло повеќе од она што сме изработиле денес.
И сепак општина Охрид има еден солиден буџет. И покрај тоа што она што е основен двигател на приходната стапка на буџетот на општина Охрид, а тоа се надоместоци по основ на уредување на градежно земјиште и надоместок кој произлегува од продажба на имот, иако се драстично намалени, ако се спореди со некој период од пред 10 години или некој период од пред 5 години, кога имало интензивна градба во градот Охрид, од кога би требало да се собираат средства по основ на уредување на градежно земјиште или народно она што граѓаните го викаат средства од комунали, или по основ на продажба на имот, данок на продажба на имот, кој што во овој период е драстично намален, гледано, споредено со периодот пред 5 или пред 10 години. Сепак, се уште има добри извори на приходи општина Охрид. Сепак има добри. Со тие средства колку што изнесува нашиот буџет, ние можеме да направиме многу работи во градот. Ако се работи домакински, ако се работи честно, ако се работи одговорно, меѓутоа и посветено, и ако се знае, и ако знае како се работи, може да се направат многу крупни работи за градот Охрид. Ние знаете дека имаме во овој момент ситуација во која што во Охрид се работи на сите страни. Ево, конкретно и јас како градоначалник во овој момент не знам каде се не работиме. Во селските средини, на периферија, во центарот на Охрид, во делот на инфраструктура, асфалтирање на улици, реконструкција на улици, тротоари, изведба на водоводни, канализациони мрежи, пешачки и рекреативни зони, тротоари или плоштади. Дури и јас не можам да знам во овој момент каде се не работат, значи службите на општина Охрид или јавните предпријатија на кои што сигурно знаете колку пари за тоа се трошат. Меѓутоа, точно е дека знам колку пари се трошат и колку пари ние одвојуваме за сервисирање на долговите. Меѓутоа, има и една друга работа кај сервисирањето на долговите. Не само што се спречува понатамошно растење на тие долгови и еродирање на финансиското работење на општина Охрид, меѓутоа во исто време се тоа луѓе кои што на некој начин се задолжиле можеби, земале кредити за да сработат нешто за општина Охрид по основ на јавни набавки кои ги добиле. Значи како најповолни понудувачи. Тие правни субјекти вработуваат можеби повеќе луѓе, можеби 5, 10, 15, можеби 300, 400 луѓе. Имало и такви компании кои што обавувале некоја работа или извршувале некоја услуга за општина Охрид. Замислете сега ситуација во која што дел од тие компании заради неисплата на долговите кои што општина Охрид ги имала кон нив, можеби и пропаднале. Некој од нив можеби ги изгубиле хипотеките. Некој од нив отишле под стечај, заради тоа што општина Охрид не им ги исплатила долговите. Замислите колку луѓе заради тоа останале и без работа. Дел од тие компании биле охридски, локални компании. Значи, вие сте ја загрозиле екзистенцијата и судбината на оние субјекти кои што зависеле од враќање на долговите на општина Охрид кон нив. Но имало и компании кои што и тоа како добро работеле и точно живееле. Точно така, за жал имало и компании кои што биле строго селектирани од минатите локални власти, кои што биле привилегирани да работат со општина Охрид и на кои што обврските им биле сервисирани. Сега тука ќе ве прашам, значи АД градежното предпријатие Илинден. Многу често го среќаваме како изведувач на проектите кои што моментално се актуелни во градов. Што е тука во прашање? Вака, значи... Дали е таа една привилегирана фирма? Ако ме прашате мене во однос на бројот можеби на добиени јавни набавки, ќе ви речам да. Ако го гледаме само бројот на добиени јавни набавки, што конкретно било случај и во претходните гарнитури. Значи, меѓутоа, сепак се работи за една сериозна фирма која квалитетно ги изведува работите и која што дава најповолни услови, а условите кај нас во општина Охрид се, односно единствен услов за добивање на тендерот или за избор на најповолен понудувач е цената, што значи дека таа компанија давала најповолни цени, заради што била избрана за најповолен понудувач. Значи, ако наш основен критериум е цената
на услугите кои што ја нудат оние кои што надпреваруваат за добивање, за избор на најповолен понудувач, тоаш одговорот лежи во тоа. Значи, компанијата која вие наведовте дава најповолни цени, односно најниски цени за да добие одредени услуги, односно работи од страна на општина Охрид, според критериумите кои што, односно според законските регулативи кои што произлегуваат од Законот за јавни набавки. Сега, што е разликата? А дали општината има некаков долг према оваа компанија од минатото? Да, токму така, тоа сакам да кажам. Значи, најголемиот долг кој што во овој момент општина Охрид го има кон било која компанија од оние неколку стотици на кои што му должи, е токму кон градежната компанија АД Илинденоструга. А меѓутоа, она што е разлика меѓу нас и претходните локални раководства, тоа е исплатата на долговите, барем на дел од долговите. И она што компаниите, ако ги прашате која е разликата од нивни аспект гледано, помеѓу минатите локални раководства и ова локално раководство, тоа е исто така градење на партнерски односи со оние кои што работат со општина Охрид. Што значи партнерски односи? Тоа подразбира дека фирмите стекнаа доверба во општина Охрид дека она што тие го работат, општина Охрид ќе им го исплати. И јас во овој момент можам да ви кажам дека скоро сите обврски кои произлегле по основ на извршени услуги на сите компании кои работат со општина Охрид, почнувајќи од 1 април, од 4 април 2013 година до денес, се скоро сите исплатени онака како што произлегува од договорот кој што се потпишува за вршење на одредени услуги. Бидејќи некои договори се врзани со рокови, некои не се врзани со рокови. Меѓутоа, она што ние го правиме е дека редовно ги сервисираме обврските кои произлегуваат со компаниите кои што извршиле одредени услуги за општина Охрид. Довербата која што ја имаат компаниите кон општина Охрид е нешто кое што не може да се надмине, односно нешто кое што не може да се одмине, бидејќи доколку ние не градевме такви односи во работењето на локалната самоуправа, денес можеби ќе се соочиме со ситуација во која што за било која услуга или за било кој тендер, народно кажано, кој што ќе ги објавивме во општина Охрид, немаше да добиеме ни еден понудувач. И не ќе можевме да работиме. Врз основа на тоа одговорно поставување во работата, во делот на сервисирање на обврските кои што произлегуваат од извршени услуги према компаниите, компаниите стекнале доверба во нас и денес на тендерските постапки на општина Охрид се јавуваат се повеќе и се повеќе компании. Градоначалник, ми јавуваат веќе 30 минути изминале од нашиот разговор, малку ќе ве одморам. Имаме уште теми за кои што ќе дискутираме. Сакам од се помалку да начнеме, а дадовме најголем примат на долгот, затоа што како и да е, од тоа се ни зависи. Малку одмор. Девето одделенци, коледжот Јахја Кемал е вистинското место за подобри можности и светла иднина. Искористете ја можноста и бидете дел од Јахја Кемал. Побрзајте и пријавете се. Приемниот испит е на 24 април. Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плюс јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. За ова кашкавалче одлично да оди со останатите состојки од руската салата. Потребен е технолог кој ќе го надгледува неговото производство.
Како се станува прехранбен технолог? Се запишува на Технолошко-металуршки факултет, насока прехранбена технологија и биотехнологија. Се студира во најсовремени училници со најмодерна технологија, вработување во најдобрите македонски компании. Играј со најдобрите. Технолошко-металуршки факултет, Скопје. Ви лепите, one падају. Ви лепите, one падају. Сада е томе дошao крај. Потражите савет Бекамент, доктора за плочице. Лекови за ваше плочице su Ciprofix lepak i Fugomal masa za fugovanje. Ciprofix. Toliko dobro lepi da nećete moći da stanete. Ciprofix i Beka Fugomal. Bekament. Doktori za pločice. O upotrebi se posavjetujte sa Bekament doktorima za pločice. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц. Струмица. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. www.stiringtrade.com.mk Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. Steeringtrade.com.mk За прослава на малите мигови, Долчела, сладок допир на фантазијата. Пробајте ги новите магични декорации за колачи на Долчела. За секој ваш миг да биде уште позначаен. Го започнуваме вториот дел на емисијата, да го задржиме темпото со кој што одевме во првиот дел. Веднаш сакам да ве запрашам, бидејќи неизоставно и тоа прашање и дел од локалната самоуправа се јавните предпријатија во градов. Знаеме дека најголем дел од нив се заблокирани жиросметки, тешко врзуваат крај со крај, во која состојба се наоѓаат и мене што лично ми паднало во очи, а сигурно и на граѓаните, многу често се случува некои задачи кои што ги врши едно јавно предпријатие во еден период, потоа да се префрлат на некој друго, па потоа на некој трето. Конкретно, значи имаме ситуација каде што Бекатон Плочки поставува јавното предпријатие Градски гробишта, па после некој време гледаме дека Бекатон Плочки поставуваат од Градски пазар, па и од Нискоградба, така да некако кога ќе се јавиме да прашаме кој изведувач, се наоѓаме и ние затекнати. Зошто е тоа така? Тоа е уште еден нов правец кој што општина Охрид го зазеде во своето работење во однос на соработката со јавните предпријатија основани од општина Охрид.
Тоа е нешто што на јавните предпријатија им обезбедува работа и тоа е нешто што на јавните предпријатија им обезбедува екзистенција и нешто што ја одредува не само иднината на тие јавни предпријатија, туку она што значат основни потреби на тие јавни предпријатија, а тоа е обезбедување на приходи за исплата на плати на вработените во јавните предпријатија. Јас ќе се обидам малце подолго да го објаснам овој процес, кој што, реков, благодарение на кој што јавните предпријатија во последните 3 години, откако сум го добил мандатот, значи не се случило да не добијат барем по една плата во текот на месецот. Она што, ако бидете искрени спрема јавноста, ќе признаеме дека не беше случај пред 2013 година, кога скоро сите јавни предпријатија, скоро сите, каснеа со платите, некои со месеци не земаа плата, а некој им беше исплаќан само дел од личниот доход, дали е тоа 20, 30, 50% или 70%. Тоа е нешто што за нас беше суштинско во однос на работењето на локалната самоуправа, односно јавните предпријатија, како да обезбедиме континуирани и стабилни приходи за јавните предпријатија врз основа на кои што тие ќе можат да опстанат и врз основа на кои што вработените во овие јавни предпријатија нема да бидат повеќе лишени од примање на плати. И успеавме во тоа. Едноставен беше начинот на кој што тоа го решивме. А тоа е дека голем дел од услугите и проектите, односно кои што влегуваа во програмите на општина Охрид, ги изведуваат јавните предпријатија. Наместо да се објавуваат тендери на кои што приватни фирми би ги добиле тие работи, да ги изведуваат тие работи, ние голем дел од работите за кои што се оспособени јавните предпријатија, им ги даваме да ги изведуваат јавните предпријатија. На тој начин општина Охрид ствара обврска кон јавното предпријатие, кон кое што самата општина Охрид го основала, и на тој начин, наместо финансиските средства за изведбени работи да одат во приватни џепови, одат во јавното предпријатие кое што е основано од општина Охрид. Од друга страна, јавното предпријатие се стекнува со приходи кои што се трансферираат врз основа на извршени услуги од општина Охрид кон јавните предпријатија и на тој начин обезбедуваат плата за своите вработени и во текот на овие 3 години не се случило ни едно јавно предпријатие да изостане со плата во смисла да пречекори 2, 3, 5 или повеќе плати или да не ја исплати полната плата колку што изнесува личниот доход на секој вработен во јавните предпријатија. Тоа е нешто што гледам дека во последните 3 години од нас, од општина Охрид, го прозедоја и другите општини во Република Македонија, како начин на кој што им обезбедуваат екзистенција на јавните предпријатија кои произлегуваат од локалната самоуправа. Секако дека тоа нема да беше возможно доколку ние во тие јавни предпријатија не ангажиравме одредени стручни профили кои што ќе можат да изведуваат онакви услуги кои што онакви услуги на кои што и се потребни на општина Охрид, а кои што претходно беа добивани со објавување на тендер и на кои што, значи, за најповолни изведувачи беа избирани приватни компании. Тоа е нешто како новина која го воведе ова локална самоуправа, која што, реков, во изминатите години се пресликува и во другите општини во Република Македонија и она која што на некој начин им обезбеди некоја многу постабилна позиција од она во која што беа западнати јавните предпријатија пред добивање на нашиот мандат, кој што, како што кажавте, сите беа со блокирани сметки, едно јавно предпријатие имаше и имот под хипотека кој што во секој момент можеше да биде активиран и да се изгуби значителен дел од имотот на јавното предпријатие, односно на општина Охрид, и сите тие има огромни долгови. Врз основа на овој начин на работа, не само што јавните предпријатија обезбедуваат плати за вработените, туку дел од нив успеа во овој 3-годишен период да вратат значителен дел и од долговите кои што ги имаа према компаниите. Значи, односот на општината кон
кон комитентите, односно кон доверителите, се преслика и во работењето на јавните предпријатија во делот на сервисирање на долговите. Можеби тие немаат толков капацитет, односно толку приходи за да ги вратат сите долгови, меѓутоа се надзира едно честно, домакинско и одговорно работење на директорите на јавни предпријатија во делот и на сервисирање на долговите и обезбедување на плати за вработените. Градоначалник, ми го начнавте наредното прашање. Кога сме кај директорите на јавните предпријатија? Зголемени им се платите. На што тоа се должи? Вака, директорите на јавните предпријатија, повторно ќе одговорам онака како што тоа го кажав за медиуми пред неколку дена. Значи, директорите на јавните предпријатија во контекст на она што го разговаравме претходно, покажаа завидни резултати во нивното работење. Покажаа дека умеат да работат домакински. Покажаа дека знаат да ги менаџираат јавните предпријатија барем онолку колку што им дозволува нивната финансиска состојба. Сигурно доколку тие наследе јавни предпријатија без долгови, дека ќе имаат многу подобри резултати од она што го имаат сега. Голем дел од овие јавни предпријатија успеа да ги намалат трошоците со домакински однос кон работата, за кој што, ево, например, можам да ви илустрирам само неколку примери. Што се однесува за репрезентација на, само ако ја земем во предвид репрезентација на јавните предпријатија. Ако се споредат директорите на колку трошиле директорите на јавните предпријатија пред 2013 година за период од 3 години, споредено со 3-годишниот мандат на сегашните директори на јавните предпријатија, ќе добиете една огромна разлика во потрошените средства. Ако во периодот од 2010 до 2013 година директорите на сите јавни предпријатија во Охрид потрошиле дури 15 милиони денари за репрезентација, директорите на актуелните директори на јавните предпријатија за исти период од 3 години, значи колку што трае нашиот мандат, од 2013 до 2016 година потрошиле само 1.400.000 денари. Тоа е разлика од 15 пати помалце трошиле за репрезентација или 1500%. И тоа е нешто што треба да се почитува и нешто за кое што граѓаните на општина Охрид мора да бидат свесни. Бидејќи на кој начин вие ќе оправдате, да речеме, едно јавно предпријатие во Охрид за репрезентација и покрај тоа што има 10 милиони денари, 10 милиони евра долг, од прилика 10 милиони евра долг, да троши за репрезентација во период од 3 години, да кажеме, некаде околу 8 милиони 867 милиони денари. Тоа е од прилика околу 140.000 евра за репрезентација на јавно предпријатие кое што финансиски тоне. Кои се тие, да речеме, репрезентативни гости или репрезентативни настани, заради кое што тоа јавно предпријатие треба да вложи преку репрезентативни услуги во висина од 140.000 евра, кои што тие настани или гости би ги подобриле перформансите на тоа јавно предпријатие, за да ги намали долговите на нула или за да покаже завидни резултати во финансиското работење. Истото тоа предпријатие со сегашниот директор за период од 3 години за репрезентација потрошило само 530.000 денари. 530.000 денари, значи 8 милиони и 800.000 денари во однос на 530.000 денари. Тоа се екстремни разлики. Тоа се екстремни разлики во трошењето. И затоа ви реков, сегашните директори трошили дури 15 пати помалце од директорите пред 2013 година. Но земајќи ги сите овие факти во предвид, значи не само директорите, тоа што треба да се наградат и вработените, односно барем потесниот круг кој што е околу директорите. Дали ќе се зголемуваат платите и на другите во тие јавни предпријатија? Предпоставувам дека менаџирањето на овие јавни предпријатија, односно во стратегијата за менаџирање на јавните предпријатија, директорите го инкорпорирале и тој принцип. Предпоставувам. Затоа ќе направиме анализи
Меѓутоа, она што сакам да кажам е дека јас сум отворен и искрен пред вас. И тоа го зборувам исто и пред моите вработени, исто и пред представниците на јавните предпријатија. Најголем дел од директорите на јавните предпријатија земаат плата од прилика помеѓу 25 и 28 илјади денари. Што ќе се сложите дека и не е некоја голема плата за прв човек на едно јавно предпријатие, некој од нив дури вбројуваат и неколку стотини вработени. Јас не велам дека е погоден моментот и дека е оправдано зголемување на било кое зголемување на платите, меѓутоа колку што знам, најголем дел од нив ги зголемиле платите за отприлика 10.000 денари. Што повторно ќе кажам, во услови кога се уште е далеко од консолидација финансиската состојба на овие предпријатија, може би изгледа грубо за граѓаните на Охрид. Меѓутоа, ако се земе максималната висина на платите на директорите на јавни предпријатија, и не е така неоправдано кога ќе се споредат со, да кажеме, директори на други јавни предпријатија. Било да се локални во други општини, било да се јавни државни установи кои што моментално функционираат во Република Македонија. Ние земаме повеќе аспекти во предвид кога оправдуваме или не оправдуваме одреден потек на менаџерските тимови. Дали е точно, ова е непроверена информација, се оградувам од незината точност, затоа ве прашувам вас, сигурна сум дека ќе ни ја дадете најточната информација. Дали е точно дека во некои јавни предпријатија без останок на управниот одбор и без согласност се зголемиле платите? Немам таква информација. Ова го слушам прв пат од вас, меѓутоа заслужува проверка ова информација. Одма да ви кажам, веднаш да ви кажам дека не верувам во таква информација, меѓутоа доколку има такви активности кои што се надвор од постоечките законски регулативи, сигурно дека јас тоа ќе го казнам. Градоначалник, секогаш, темата туризам не е неизбежна за разговор и со вас и со други гости во мојата емисија, затоа што Охрид не е равенство туристички град. На прагот сме на туристичката сезона, најавивте најдобра туристичка сезона досега. Сигурно имате и зошто да најавите таква сезона, имате такви очекувања. Претпоставам дека тука ја вклучувате и новата авиолинија која што треба да започне Охрид-Белград и некои други мерки кои што ги презедовте на локално и на централно ниво. Но сакам да ве потсетам на една друга ваша изјава. Кога станавте градоначалник, дадовте уште едно ветување, а тоа беше дека ќе се залагате Охрид да го направите град кој што ќе е познат по развојот на здравствениот туризам. Денес е денот на здравјето. Ви го честитам затоа што покрај тоа што сте градоначалник, вие сте и здравствен работник. Мислам, тоа ви останува. После се, на крајот на денот, повторно, претпоставам, ќе се вратите да ја работите таа примарна ваша професија. И што направивте на тој план? Веднаш ќе ви кажам, туризмот е гранка за која што ние во локалната самоуправа сме се договориле да биде носител на економијата во Охрид во наредниот период од неколку години. И сметаме дека најголемата шанса на градот Охрид да успее во иднина е токму развојот на туризам и јас сум цврсто убеден во овие постулати. Направивме многу во делот на туризмот во овие 3 години, а резултатите се евидентни според бројот на реализирани ноќевања и според бројот на гости кои што од година во година се зголемува во Охрид. Точно е дека очекуваме оваа година да биде најуспешна споредено со неколку години наназад. Од каде ги црпиме тие податоци, сигурно дека тоа се податоци кои произлегуваат од нашите анализи врз основа на податоците кои што ние ги добиваме од големите туроператори кои носат гости во Охрид, било да се од Република Македонија или странски гости, и секако од туристичките агенции и анализите кои што ги прави Агенцијата за промоција на туризма во Република Македонија и Министерството за економија. Ние претпоставуваме дека оваа година ќе
биде најуспешната, ако се спореди со неколку години наназад. И такви се најавите од сите оние туристички работници, односно субјекти во туризмот со кои што ние соработуваме и споделуваме информација. Секако дека новиот пристап кон промоција и маркетинг на туристичката понуда на Охрид, новиот пристап во промоција и презентација на охридското културно и природно наследство вроди со плод и таквите резултати се повеќе и се повеќе ќе се подобруваат во иднина, а тоа најдобро ќе го осетат оние кои што се инволвирани во туризмот и граѓаните на Охрид кои што живеат од туризам. И јас цврсто ги уверувам дека во наредните неколку години приходите од туризмот во општина Охрид, значи ќе растат експоненцијално. И за тоа сум цврсто убеден, а времето ќе покаже дали сум во право или не. Со сето она што го презедовме во делот на мерките за маркетинг и промоција на туристичката понуда на Охрид, организирањето на презентации на Охрид во неколку европски градови, организирањето на Охридска туристичка култура, која што ние ја правевме изминатите 2 години во април, оваа година во септември или во октомври. И сето она што ние постојано го правиме со сите оние соработници кои ни помагаат во презентација на туристичката понуда на Охрид, во делот на објавување на артикли, во магазини, часописи, дневници, во голем дел од телевизиите пред се во соседството и во неколку телевизии на далечниот исток и во Европа, вродија со плод и ние денес имаме се поголем и се поголем број на туристи и се поголем број на ноќевања кои ги реализираме во градот Охрид. Ево, набрзо ни престои големата промоција на Охридската туристичка понуда во Виена, која што ќе се случи на 22 април оваа година во Виена, со помош на, се разбира, македонската амбасада во Австрија, со помош на почесната конзулка за Долна Австрија на Република Македонија, госпоѓата Сузана Родлер, која што прави големи напори да го презентира Охрид во вистинско светло. Ни престои презентација на Охридската туристичка понуда во Бирото за развој на туризмот во збратимениот град Далјан, кој што е институција која што ги носи најголем дел од туристите во Далјан. Само како бројка ќе ви илустрирам дека преку нив поминуваат дури 53 милиони гости годишно само во градот Далјан, од кои 11 милиони се од странски држави. Врз основа на меморандумот кој што ние го потпишавме за соработка помеѓу сектора за туризам и локален економски развој во Охрид и Бирото за развој на туризам на Далјан, следи промоцијата на покана на Бирото за развој на туризам, на покана на градот Далјан, односно локалната самоуправа на Далјан и на покана на кинеската амбасада во Скопје. Ќе се одржи голема промоција од која што ние очекуваме многу дека ќе почнат системски и организирано да доаѓаат туристи од Народна република Кина во Охрид. Ова само ги илустрирав само како примери кои што ни престојат во скоро време. Меѓутоа, исти такви имавме, знаете, во Страсбург, имавме во Белград, во Сараево, во Тел Авив имавме, истото го направивме во неколку помали градови и резултатите се евидентни. Од друга страна, сите оние туристички работници, туроператори, туристички агенции, новинари кои ги поканевме на двете претходно организирани промотивни тури во Охрид и со написите кои што се секојдневно излегуваат во некој светски медиум, допринесоа да Охрид од година во година станува се поатрактивна и поатрактивна дестинација за поголем број на туристи од различни земји во светот. Што се однесува до вашето прашање за здравствениот туризам, ние остануваме се уште посветени на таа агенда и сепак се работи за еден комплексен процес кој не подразбира само отворање на болници во градот Охрид,
туку подразбира севкупен развој на градот Охрид, за да ние отвориме комплекси за здравствен туризам, онакви какви што ги има, да речеме, на западниот брег на Португалија или во Шпанија, каде што прибираат голем дел на туристи од северноевропските држави. Ние направивме многу во делот на туристичката промоција на Охрид, во општата туристичка промоција на Охрид и во делот на здравствениот туризам. Голем дел од гостите кои што доаѓаат во Охрид, користат услуги, здравствени услуги на јавните или приватните здравствени установи кои што екзистираат во Охрид или услуги на приватните стоматолошки ординации кои што ги има во Охрид. Меѓутоа треба да се работи уште многу. Так, само ќе ве навратам 3 години наназад, бидејќи вие бевте директор на кардиолошкиот центар и кој што впрочем првенствено и примарна негова дејност е рехабилитацијата, да се извинувам. Потоа се изборивте, значи, на мускули за да се воведе и интервентната хирургија, кардиохирургија. Сега, некако овој првиот примарниот дел на кардиолошкиот центар како да го губиме. А имаме доста интерес и од странски граѓани, значи луѓе кои што се од странство да доаѓаат тука на рехабилитација, затоа што според сите параметри истражувања што се направени од стручни лица кажуваат дека климата во Охрид е навистина соодветна за вакви процеси. Зошто го губиме овој центар? Затоа што знаете дека треба да се сели наскоро, барем така е најавено, во простори кои што се подготвуваат во Свети Размо. И дали ќе е тоа? И дали ме интересира доколку вие бевте се уште таму, прв човек, ќе дојдеше до една ваква ситуација? Предпоставувам дека вашето прашање е зошто Заводот за кардиоваскуларни заболувања на Охрид ја губи рехабилитацијата како една од дејностите која... Точно. Добро. Значи, вака, прво, не е точно дека Заводот за кардиоваскуларни заболувања ја намалува популарноста на рехабилитацијата како една од дејностите во која што во далечните 80-ти години беше и формиран. Значи, рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања се уште останува една од примарните дејности на Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид. Но сега само 30% од сите оние кои што заболуваат од вакви болести, само на 30% им е дозволено да го проложат тој рехабилитационен третман, затоа што така одлучи Министерството за здравство. Вака сега, во поглед на бројот на пациенти кои што користат услуги од областа на продолжено лекување и рехабилитација, не се намалил воопшто волуменот на работа на Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид или не сигнификантно е намален бројот на пациенти кои што користат услуги од дејноста рехабилитација и продолжено лекување. Она што вие го констатирате е точно дека индикационото потраче за упатување на рехабилитација е стеснето. Секако дека за тоа придонесе и современите методи и постапки кои што изминатите 20 на години беа воведени во здравствениот систем во Република Македонија, пред се во делот на интервентната кардиологија и во делот на нови методи и постапки во кардиохирургијата, кои што овозможија да овој рехабилитационен третман на пациентите кои што имаат потреба за продолжено лекување да биде скратен и од друга страна пациентите кои што биваат подврнати на некои кардиохируршки или интервентни кардиолошки процедури доживуваат побрзо опоравување без посериозни последици, така да што брзо се оспособуваат за враќање во работниот процес, а во тој случај и голем дел од индикации кои што порано беа примарни за упатување на продолжено лекување се сега веќе скратени или не постои причина на некој начин да истите такви пациенти кои што порано страдаа со потешки последици и кои што опарување со тогашниот развој на медицината траеше подолго, сега со нови современи методи и постапки голем дел од индикационото подрачје за, односно
голем дел од индикациите за упатување на рехабилитација се веќе без одредена основа, бидејќи реков дека со овие постапки и методи излекувањето е целосно или излекувањето на пациентите се одвива во еден покус временски период, заради кој изостануваат причините да тие пациенти дојдат на рехабилитација. Меѓутоа, заради подобрата диагностика и заради поадекватниот третман во смисла на поголем волумен на работа во овие центри кои ги упатуваат пациентите во нашиот завод, значи се случува да бројката на пациенти кои доаѓаат за продолжено лекување не е сигнификантно намалена. Сега, што се однесува на нашето префрлење во просториите односно во капацитетите на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, во тој дел за сега ќе бидат префрлени само интензивната нега, интервентната кардиологија и поликлиничкиот дел, се разбира, со стационарот. Додека рехабилитациониот дел сега за сега останува во истата зграда и на истата локација каде што сега се одвива примарната дејност на Заводот за кардиоваскуларни заболувања. Но ако нема во понатамошниот период, значи перспектива економска оправдано за постојање на овој дел, може да ни се случи слична судбина како што се случи на специјалната детска болница, тоест да се затвори. Така дека има дали смееме да го дозволиме тоа? Меѓутоа со денешниот квалитет на менаџирање со услугите кои што Заводот за кардиоваскуларни заболувања ги пружа на пациентите и на населението и со новите методи, постапки и она што Заводот за кардиоваскуларни заболувања како квалитетна услуга им му дава на граѓаните на Република Македонија и сите оние кои ги користат услугите на овој завод, сметам дека таквиот страф е неоправдан и јас можам и сега да упатам јавно пофалби за менаџерскиот тим на Заводот за кардиоваскуларни заболувања, бидејќи и после смената на раководството, после моето префрлење на нова функција како градоначалник на општина Охрид, воопшто не е намален волуменот на работа и не е намален квалитетот на услуги кои ги дава Заводот за кардиоваскуларни заболувања, туку напротив, одржува еден континуитет во растот и развојот на дејностите и во делот на воведување на нови методи и постапки. Така да менаџирањето на таа установа е стабилно и таа установа и во иднина ќе доживува уште поголеми успеси со добивање на новите простори кои што ќе бидат доста современи и со нова апаратура и со развојните планови кои што ние сме ги планирале во Заводот за кардиоваскуларни заболувања, можам само да кажам дека му престои светла иднина. А што е со детската кардиологија и тоа беше една ваша идеја? Точно така, идеја која што за жал во 2006 година, кога се правеше преструктурирање на поранешната детска болница во Охрид, не беше прифатена. Наша желба беше, како менаџерски тим, тогаш менаџерски тим на Заводот за кардиоваскуларни заболувања, да ни се дадат на користење просториите на поранешната детска болница, во која што Заводот на тој начин, бидејќи во тој момент Заводот се уште не беше решен статутот на сегашните простории на Заводот за кардиоваскуларни заболувања, имаше еден правен спор со Сојузот на борци кој што беше поранешен корисник на тие капацитети и за нас беше од суштинско значење да обезбедиме простори во кои што несметано ќе се одвива дејноста. Нашиот предлог беше да ние ја добиеме зградата на поранешната детска болница, каде што ќе се префрли нашата дејност на Завод за кардиоваскуларни заболувања и во исто време ќе бидат задржани вработените со тоа што ние ќе го развиваме делот на детска кардиологија паралелно со адултна кардиологија. И во тој дел, и во таа смисла и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања кај деца. Значи, со некои мали инвестирања во опрема и дел во, би рекол, инвентарот и реконструкција на зградата, ние сметавме, барем ние
како менаџерски тим на Заводот за кардиоваскуларни заболувања, дека и двете институции во тоа време, бидејќи постоеше се уште поранешната детска болница како јавна здравствена установа, ќе можат и понатака да продолжат со работа и во исто време да доживуваат раст и развој на дејностите кои што ги објавуваат. За жал, тоаш во 2006 година не беше прифатена нашата иницијатива и на тој начин настана затворање на детската болница и распределба на персоналот во здравствените установи во Охрид и во Струмја. Ви останува ли уште како идеја или се откажавте од тоа? Не сме откажани, ние имаме развиена една стратегија во Заводот за кардиоваскуларни заболувања, во која што ги предвидовме дејностите кои што ќе ги прошируваме во иднина, во наредните неколку години. Една од стратегиите налага отворање на дејност за педијатриска кардиологија и сметам дека со добивање на новите простори и со преселување во новите простори ќе се отворат можности и преку ангажирање на кадар, се разбира. Значи, болница се прави со кадар пред се, со стручен кадар, а потоа со простори и со опрема. Се надевам дека ќе се створат идеални услови за да Охрид конечно покрај Скопје стане центар во кој што ќе можат да се даваат услуги од областа на педијатриска кардиологија. Ви останува уште една година од мандатот како градоначалник на Охрид. Вака не е многу време за реализација на многу проекти и планови. Со што најбрзо, најпрво ќе се зафатите и што би сакале еве да остане зад вас во мандатот? Не знам, ако планирате уште еден мандат, ќе имате уште 4 години за реализација уште на многу проекти, но еднаш ве прашав, не ми одговоривте конкретно, предпоставам истиот одговор и сега ќе го добијам ако ве прашам дали би се кандидирале повтор пат. Точно така, ќе добиете истиот одговор. За мене е приоритет испорачување на ветувањата кои што ние им ги дадовме на граѓаните. И она на што сум јас сега посветен и фокусиран, и она на што се фокусирани службите во локалната самоуправа, односно мојот непосреден тим, е испорака на ветувањата кои што ние им ги дадовме на граѓаните на Охрид. И за нас е тоа најважно. Она на што се насочени сите наши напори се задоволување на тие барања на граѓаните и потребите на граѓаните на Охрид, преточени во програмата, изборната програма, со која што настапивме пред граѓаните на Охрид и се разбира сите оние проекти кои што можеби не беа ветени во програмата, а кои што ние во овој 3-годишен период им ги ветивме на граѓаните на Охрид. Така да во овој момент и не ни преостанува време да јас размислувам за мандат, односно за можноста од кандидирање за нов мандат, туку она што е најважно за мене е сега да се остави еден впечаток на искрен приод кон потребите на граѓаните во Охрид, што за мене е најважно. Многу поважно отколку добивање на 2, 3 или повеќе мандати е довербата која што граѓаните на Охрид ќе ја стекнат не во Никола Бакрачевски, туку во локалните институции. Значи, ние 3 години преку воведување на нов начин на општење со граѓаните на Охрид или нов начин на сервисирање на услугите на граѓаните на Охрид, на некој начин создаваме услови за враќање на довербата на граѓаните во институциите, во локалните институции. И тоа за мене е најважно. Така и го почнав овој разговор во ова ваше гостување. За мене е многу важно да комуникацијата помеѓу локалната општинска администрација и граѓаните на Охрид биде во два правци. Од една страна да со квалитетот на услуги кои што ги пружа локалната самоуправа, со одговорното, честното работење, транспарентното работење, отчетно работење, локалните административци создадат услови за доверба кај граѓаните на Охрид, а граѓаните на Охрид преку таа доверба ќе се вклучат во реализација на сите оние проекти и активности кои што локалната самоуправа на некој начин ги планирала за градот Охрид. Точно е дека останува уште многу малку време во поглед на она што ние имаме како
активности предвидено за овој период, бидејќи се многобројни и се обемни. 2015 година беше година во која што Охрид го одбележа голем број на инфраструктурни зафати и со несмалено темпо ќе продолжат во текот на 2016 година и можам да кажам дека 2015 и 2016 година ќе биде период од 2 години кој што не е запамтен во поновата историја на Охрид во поглед на обемот на проекти кои што се завршиле во поглед на финансиската конструкција на тие проекти. И ние остануваме цврсто посветени на сервисирање на потребите на граѓаните и на испорака на ветувањата кои што сме ги дали пред тие граѓани. Секако дека она што предпоставам предизвика најголемо задоволство можеби кај граѓаните на Охрид се секако уредувањето на пешачки и рекреативни зони во смисла на патеки и плоштади. И сметам дека треба да се слуша гласот на народот, затоа што тие најдобро знаат што му треба на Охрид. Најдобро знаат, а ние како одговорна локална власт треба да имаме слух за нивните потреби, меѓутоа и за нивните размислувања. И впрочем и програмските активности кои што ги носиме на годишно ниво произлегуваат токму од предлозите и идеите на граѓаните на Охрид, кои што фала на Бога во овие 3 години во многу нешто се поклопија со нашите планови за водење на локална самоуправа. Она што ни престанува е да се доизгради пешачката патека од каналот Студенчишта до хотелот Парк, за кој што сметам дека сепак и според мислењето на гостите кои што престојуваат во Охрид и според мислењето на граѓаните е веројатно најубавата пешачка патека или рекреативна зона во Република Македонија. Тоа го прави секако и убавината на просторот каде што таа се распостела, меѓутоа секако и квалитетот на градежните работи кои што се изведуваат и самата замисла за изгледот на пешачката патека. И гледаме дека се повеќе граѓани на Охрид, меѓутоа и гости се движат по таа патека и таа патека станува се пополна и се пополна. Се надевам дека до крајот на 2016 година таа патека ќе заврши во должина од 1200 метри и ќе биде едно од главните шеталишта и едно од главните рекреативни зони на охриѓани. Се надевам дека до 2016 година и сум убеден дека ќе ја завршиме и уште една пешачка, односно рекреативна зона која ја припремаме за граѓаните на Охрид, а таа е патеката покрај каналот Студенчишта, која ќе започне некаде од кај Котва, локалитетот Котва, па се до Билјанин извори, која што претпоставуваме дека ќе биде мощна и атрактивна за граѓаните на Охрид, а според оно што го имаме како идејно решение, по мене можеби ќе биде и фаворит стаза на граѓаните на Охрид, кај што ќе имаат можност да пешачат, да спортуваат, да се рекреираат и да се забавуваат сите генерации на охриѓани. И најголемиот проект кој што го приготвуваме подолго време наназад, а тоа е реконструкција на градскиот кеј, која што ќе мора во многу скоро време да почне, бидејќи и анализите на експертите кои што вршеа геомеханички испитувања и испитување на статиката на сегашниот кеј, а и според мислењето на капетанијата од Охрид се наоѓа во многу лоша состојба и на поедини делови може да настане дезинтеграција на тој кеј и да биде опасно споминувачите и ние како одговорна локална самоуправа мораме да пристапиме во решавање на овој проблем. Меѓутоа, за нас е многу важно да тој градски кеј, она што представува една од знаменитостите, точно да ја задржи и автентичноста, меѓутоа тоа представува една од главните знаменитости на градот Охрид. Не, и тај знаменитост на градот Охрид, нешто по кое е градот Охрид препознатлив, ние мора да се трудиме да од една страна добие убав изглед со зачувување на она што значи автентичност на Охрид, а од друга страна да ја обавува функцијата на она заради што е изграден, меѓутоа и да представува една сигурна и безбедна рекреативна зона на охриѓани, бидејќи ќе се сложите со мене дека градскиот кеј во Охрид представува место каде што при секое убаво време
сончево време или при провални временски услови излегуваат најголем број од охриѓани или најголем дел од гостите кои што во тој момент присуствуваат во Охрид. Секако дека овие се три главни инфраструктурни проекти на кои што ќе се сконцентрира локалната самоуправа во овие 3 години, во овие неколку месеци, година, односно во последната година од овој мандат. И секако дека оние проекти кои што ние заеднички ги договаравме со владата на Република Македонија треба да бидат завршени, а тоа е плажата Лагадин, која што ќе биде единствена отворена плажа во градот Охрид, на која што ќе можат услуги непречено да користат сите граѓани, сите гости во градот Охрид, без да имаат обврска да плаќаат реквизити за сончење или чадори за сонце или други услови кои што ги поставуваат за жал локалните концесионери на плажи и кое што според она што е замислено како идејно решение на Министерството за транспорт и врски ќе биде една од поубавите плажи, со оглед на тоа што и функционалноста треба да биде зачувана, бидејќи ако мене ме прашате лично зошто би ја градиле таа плажа, најмногу заради да се покрие она грда слика кој произлегува од поставувањето на колекторските цевки пред се шахтите од колекторските цевки кои излегуваат над површината на водата, односно над површината на земјата во тој дел од градот. И сметам дека многу брзо треба да биде реализиран овој проект на владата на Република Македонија, односно на Министерството за транспорт и врски. Секако тука е и проектот за обезбедување на пешачка патека од градското пристанище до Канео, завршување на работите, односно интензивирање на работите за изградба на затворениот базен, кој што е веќе во интензивна фаза на градба. За ова година предвидено е да отпочнат неколку големи капитални проекти покрај затворениот базен во Охрид, а тоа е градбата за крај на 2016 или почеток на 2017 година е предвидено да отпочне со градба големиот и современ конгресен центар кој што ќе биде изведуван со средства на компанијата Елем Македонија. Тука ќе бидат и за истиот овој период е планирана започнување на работите на 2 катни гаражи, една во центарот на градот и една кај спортско-рекреативниот центар Билјанин извори. Тука е почетокот на градбата на современиот дом на култура, кој би требало да инкорпорира неколку институции, меѓу кои театарот, современо кино, националната установа Охридско лето, градската библиотека, изложбен салон кој би требало да има. Понатака, оние локални капитални проекти кои што ние ги најавивме, а кои што се во завршна фаза на изготвување на одобрението за градба, а тоа се затворениот пазар кој треба да се гради во непосредна близина на ова студио, понатака современата автобуска станица и домот за стари лица во населба Далја. Тоа се многу работа и многу крупни проекти кои што би требало да отпочнат со работа во тек на 2016 година или некој од нив на почеток од 2017 година. Значи ни престои многу напорна работа за која што треба максимална посветеност и ангажираност на сите кадри во локалната самоуправа, за кои што јас не се сомневам дека ќе бидат на висина на своите задачи и навремено ќе ги завршат за да можат овие проекти конечно да бидат реализирани. Градоначалник, за сите овие проекти ние имаме посебно зборувано, елаборирано и затоа ве оставив само да ги наброите и во интерес на времето толку е веќе не гази ова време предвидено за емисијата под лупа. Во некоја наредна прилика, во некој наредно ваше гостување, повторно ќе отвориме некоја тема на која што ќе дадеме акцент. Сега сакам само со ова да ја завршам емисијата. Кога бевте назначен за градоначалник, некаде прочитав дека доктор Никола Бакрачевски дојде на чело на Охрид да го лекува неговото срце. Се надевам дека помина она интервентна кардиологија и дека сега се наоѓаме во период на рехабилитација. По трет пат да го погодам изразот. Знаете што, многу е рано да се говори за
потполна рехабилитација или потполно излекување на Охрид, ако веќе се служиме со термините кои ги наметнавте. На Охрид има уште многу што да се работи и покрај она што ние обично со народен жаргон би рекле Бог го дал на Охрид, има уште многу работи кои што треба да бидат завршени и многу услуги на граѓаните да бидат задоволени, за да можеме да кажеме дека Охрид се наоѓа во една ремисиона фаза или фаза на рехабилитација. Значи, тоа е борба која трае, би рекле, вечно за уредување на еден град или за задоволување на потребите на граѓаните. Па градот е жива материја, можам да се кажам движи, дека мора да се влегува во една фаза на постојано да се стабилизирање. Значи, и од аспект на работење на локалната општинска администрација, меѓутоа и од аспект на средување на голем дел од потреби на граѓаните на Охрид, кои што претходно или со години наназад не биле сервисирани. Во таа смисла и во градење на инфраструктурата и во капитални инвестиции. Јас сметам дека се тоа што јас го кажав денес или вечерва, или кое што сме го кажале многу пати наназад, а за кое што можеби ако се изразиме со жаргонот на опозицијата, многу често даваме ветувања во идно време, сметам дека не случајно повеќе пати го повторувам, затоа што сум цврсто уверен дека ќе биде реализирано. Можеби нема да бидат завршени како финални продукти, меѓутоа убеден сум дека ќе бидат започнати во овој мандат, а ако е обезбедена финансиска конструкција и ако се почитуваат законските рокови и законските регулативи кои произлегуваат од Законот за градба и Законот за просторно урбанистичко планирање, значи овие постапки никој понатака не може да ги сопре и ќе бидат реализирани. Зборувам во делот на оние големи капитални инвестиции кои што ние ги ветивме на граѓаните на Охрид, а на кои што во изминатиот период од 3 години напорно работевме на средување на документацијата и создавање на предуслови за нивно отпочнување со работа. Благодарам за ова вечерашно интервју и до некоја наредна средба. И со причина и со повод. Ви благодарам и вас, а јас сум секој пат тука отворено со граѓаните да дискутираме за сите оние проблеми за кои што вие сметате дека заслужуваат внимание, а кои што го отсликуваат гласот на народот. Благодарам уште еднаш.